Се надевам дека уживавте во средбата за третото место, а доколку е така, сигурно ќе ви биде интересно и во текот на финалното соочување, бидејќи се разбира, овде на Мегдан ќе ги видиме двата најквалитетни тима на турнирот. Веќе ги кажавме и претходно, со максимален учинок влез во завршниот меч обезбедија составот од Основното училиште Ванчо Прке од Делчево, како и екипата на Основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево. Да видиме со кои состави тренерите ќе се обидат да го запишат четвртиот триумф на турнирот и да го заслужат најубавиот трофеј. За Основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево на голманските позиции се Поповска со број 12 и со број 16 Стојановска, уште играат со број 2 Стаматовска, со број 3 Герасимовска, број 4 Божиновска, број 5 Тодоровска, со број 6 Крстеска, број 7 Костадиновска, број 9 Петрески, со број 10 Јонич, 13 Бебич, 14 Белеска, 15 Силјановска и со број 17 Трипуновска. Тренер на тимот е Горан Карафиловски. Во Делчевскиот состав на голманската позиција е Бојана Захариева со број 1, а играат уште со број 3 Стојменовска, број 4 Гоцевска Марија, број 7 Новоселска, број 8 Ангеловска, број 10 Величковска е пикер, 11 Гоцевска Ивана, број 13 Велевска, со број 14 е Георгиевска и со број 20 Михаиловска. Тренер е Гоце Стоиловски и овде судии на мечот ќе видат Јовановски Иван и Станков Стефан. Овие млади ракометарки добро се познаваат меѓу себе, затоа што и досега се среќавале, исполнувајќи и клупските обврски, меѓутоа овде ги бранат боите на своите училишта, па ако сакате и родни места, па влогот е голем, затоа и дуелите се поинтересни. Еве ги стартните постави на двата тима. За Основното училиште Владимир Полежиновски, на голманската позиција ќе почне Стојановска, лево крило е Петрески, Анастасија Петрески, на десната страна Божиновска, бековската линија лево Костадиновска, централен Стаматовска, на десната страна Белеска, а на пикерската позиција Крстеска. Еве ги девојките кои што ќе им се спротистават од Основното училиште Ванчо Прке од Делчево, крила се Ангеловска и Ивана Гоцеска, на голманската позиција Захариева, левбек Ѓоргиевска, десен Марија Гоцевска, централен Стојменовска и на пикерската позиција најкорпулентната Величковска. По ова се е подготвено и можете да му се препуштите на финалето на државното првенство во ракомет за основни училишта женска конкуренција. Паметете имења, можеби ова е еднината на спортот кој досега толку пати ја израдувал Македонија. Значи се е подготвено и можеме да тргнеме со надпреварот за првото место. Финалето на државното првенство за ракометарки од основните училишта во Република Македонија. Првиот напад ќе го организира Основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево. Доста широко комбинираат на почетокот ракометарките од Кичево. Еве да видиме дали ова ќе биде првиот обид. Да, меѓутоа судијата претходно ја прекинал играта, нема да важи овој гол на Стаматовска. 9 метри. Повторно Стаматовска, ова е Белеска и Костадиновска, тоа е бековската линија, како што рековме, на крилета Петрески, Анастасија Петрески. Да видиме, нема престап направила Крстевска на пикерот, додека одново представува в тимот, само да ја споменам и на другата крилна позиција, тоа е Божиновска. Еве го сега и првиот напад по два неуспешни обида на спортивната страна. Сега Делчевки ќе се обидат да го отворат резултатот, да победат со 1-0. Гоцевска, ова е големо промашување, не ја допре никој топката, вели судијата. И Марија и Ивана Гоцевска се во составот, на десната страна, едната бек, едната крило. Нема да има проблем да ги разликуваме. Стаматовска до Белеска. Иако доста широко комбинираат, главно тие додаваат засега, крилата не се во игра на составот од Кичево. Да видиме, Стаматовска доби наредба и шутираше веднаш, меѓутоа изблокирана од Стојменовска, која што го организира нападот веќе на Делчевки. Еве Стојменовска, додавање до Величковска, меѓутоа нема да помине ова балон топка, задржана од Белевска. Ѓоргиевска, Стојменовска, дали направила
Техничка грешка, да, велат судиите, и веќе по 2 неуспешни напада има и двете екипи, еве го и третиот за составот од Кичево. Додавање преку играч, топка да заврши во аут, се уште 0-0. Ги сменија сега позициите бековите на составот од Делчево, Гоцевска и Ѓоргиевска. Стојменовска и таа големо промашување како и Гоцевска претходно. Дали ќе видиме гол, колку време треба да помине за да го отворат резултатот двете најквалитетни екипи според сите стандарди на овој меч. На овој турнир се извинувам и еве го отворањето. Конечно, Емилија Тодоровска го чини тоа, прв неизин погодок, секако прв и на надпреворот за 1-0 води основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево. А да видиме дали дошло до некоја повреда на централниот бек на тимот кој што поведе. Тоа е Стаматовска, се жали на левото око. Ќе биде сепак се во ред. Може би ќе излезе за момент од игра или не, колку да се измие. Сепак не останува во игра, а напад за изедначување ќе организира основното училиште Ванчо Прке од Делчево. Комбинираше сега Стојменовска без гледање кон Ѓоргиевска. Ќе беше тоа уште една техничка грешка и загубена топка, меѓутоа еве Ѓоргиевска, додавање до Гоцевска, таа втор пат вака шутира, речи си 1 метар настрана од голот, фудбалско промашување. Ке треба да ги намести нишанските справи, а не делуваат за сега толку опасно ниту шутерите на составот на од Владимир Полежиновски. Се насе некако како незагреани да влегува и двата тима во овој надпревар, да се надеваме дека вакви ситуации, испуштање на топката при најнормално комбинирање без притисок од одбранбен играч, нема да гледаме во продолжение. Имаше можност Стојменовска да пресече сега, но затоа доби можност и да се истакне на голманската позиција. Бојана Захариевска, прва одбрана за неа, овозможува напад втор за изедначување на својот тим. Еве сега од крило се обидува крилото на Делчевки, беше тоа Ивана Гоцевска, меѓутоа погоди пречка. Се одолжи отворањето на резултатот, секако го отворивме се на надпреворот, меѓутоа од страната на Делчевки, еве сега грешка во нападот. На грешките возвраќаат со грешки ракометарките од Кичево, Стојменовска до Гоцевска, некако се стуркаа тука на едно место, а еве конечно прв погодок и за Ванчо Прке од Делчево, за него заслужна пикерот на екипата Величковска, 1-1, прв гол за Величковска секако. Отворање можевме да посакаме и поефикасно, меѓутоа пред се ваквите технички грешки, да се надеваме дека нема да ги гледаме во продолжение, меѓутоа тие отвараат шанси за спротивниот табор, оној кој што ги валоризира тие грешки. Во овој случај Гоцевска, Марија Гоцевска го постигнува својот прв погодок и изголемува, доаѓа до прво водство составот од Делчево, 2-1 за Ванчо Прке. А токму тие бековите на двете екипи биле најефикасните и најзаслужните за тоа што досега немаат пораз и двете екипи и се пласираа со максимален ефект во финалето. Не личат на тоа, барем на почетокот на овој надпревар, затоа што решетаат се што е настрана од стативите и од пречката на голманките Стојановска и Захариевска. Цврсто сега во одбраната Стаматовска против Гоцевска, заработува жолт картон. Стојменовска повторно се обиде да ја проигра Величковска, меѓутоа направи грешка, судиите го забележаа тоа. Ке биде ова нов напад за составот од Кичево, многу грешки на почетокот.
Еве сега одлична индивидуална акција, меѓутоа уште подобра интервенција од Захариевска, веќе втора за неа. Ја измести Белевска својата директна чуварка Георгиевска со едно одлично движење паралелно кон напред, меѓутоа не успеа да ја доврши таа одлична индивидуална акција. Беше тоа блесок на Захариевска на гол линијата. Го зачува својот гол, својата мрежа, останува 2-1 за нејзиниот тим, токму благодарение на неа. Костадиновска до Стаматовска, оваа до Белевска. Имаат одлични движења, одлични комбинации, меѓутоа за сега не се истекнуваат. Еве ме демантира Стаматовска. Ја се овладува Захариевска со нејзиниот прв гол и изедначување, второ на мечот, 2-2. Беше тоа брз обид за да се реваншира, повторно да го доведе својот тим во водство Марија Гоцевска, меѓутоа блокирана од страна на Костадиновска. Ја прекинува оваа акција судиите уште пред одбиената топка, повторно заврши во рацете на Гоцевска. Многу збиено и помалку течно комбинираат во нападот ракометарките од Делчево. Еве уште едно, веќе трето, ако не и четврто промашување на Марија Гоцевска. Добива многу шанси, многу кредит од тренерот Стоиловски за сега. А и неговиот колега од спортивната страна сигурно не е задоволен, бидејќи можеше сега веќе да биде 6-6 па и повеќе, а семафорот во моментов гласи 2-2. Ѓоргиевска нема да шутира, препушта на Гоцевска, оваа на Стојменовска. Одлична комбинација на втор пикер, влезе Гоцевска, добива топка на линијата од 6 метри и го постигнува својот втор гол. Повторно води Делчево со 3-2. Мирно за сега, не брзат никаде, иако може би и помина половина од првото полувреме, а резултатот како да сме почнале пред една минута. Еве сега одличен, силен шут и погодок на Костадиновска, меѓутоа имаше проблеми при падот, при приземјувањето. Ќе биде сепак се во ред со неа. Ова е прв гол за Наталија Костадиновска, со кој што го изедначува резултатот. Трето изедначување, 3-3. Основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево против основното училиште Ванчо Прке од Делчево. Стојменовска ке шутирали, не додава до Величковска. Ова не беше доволно будна за да ја прифати топката, се одби од незините раце, а притисок вршеше Белевска. Сепак во напад остануваат и конечно еве еден бековски погодок. Стојменовска го постигнува прв за неа. За момент помислив дека тоа е Гоцевска конечно погоди, меѓутоа не. Стојменовска за водство на Делчевскиот состав од 4-3. Иницијативата резултатска за сега токму на страната на Ванчо Прке, иако не успеваат да се одлепат. Пред се би рекол грешките го диктираат резултатот на овој надпревар на почетокот, а не толку нападите и одличните акции на двата тима. Белевска блокирана навреме од страна на Ѓоргиевска. Не беше ова никаква закана за голот на Захариевска. Стаматовска, лошо додавање ова во ноза на Белевска. Судиите тивки. Одлично додавање на пикер сега за Крстевска од страна на Стаматовска. 4-4, четврто изедначување. Еве ја и Крстевска се запишува во листата на стрелците. Ако ништо друго, многу стрелци на почетокот, дури од овие 4 гола, 8 гола, се извинувам, 7 стрелци. Два пати погоди само Величковска. Стојменовска запрена да влезе од позицијата на
лев бек, иако игра на центарот, разигрува впрочем. И сега чекаа судиите. Ова ако не е некоја техничка грешка, мислам дека можеби е пасивен напад, затоа што се одолжи акцијата на Делчевскиот тим. Стаматовска. Како да сакаше да влегува, меѓутоа сепак ќе ја смири играта. Ќе организираат позиционен напад. Повторно влегува. Белевска со малку среќа и со жолт картон за Гоцевска реализира Белевска нејзин прв гол. И еве ги во водство девојките од Кичево 5-4. Второ водство подано од 1-0 на самиот почеток на мечот. Крстевска ја задржа Гоцевска цврсто во оваа ситуација. Сега како да се скара кој прв до топката, Стојменовска и Гоцевска. Меѓутоа Стојменовска во стил на Гоцевска, би реков, промашување над голот заврши таа топка. Еве ситуација за составот од Кичево да се одлепи на 2 гола позитива. Прва таква предност тоа ќе биде на овој надпревар. По 4 изедначувања кои што ги видовме, меѓутоа грешат во нападот Кичевки. И сега ситуација за изедначување на тимот од Делчево. Го користи ова додавање преку центарот Стојменовска. Запишува и таа 2 гола за сега. 5-5. Изедначен надпревар пред се поради изедначениот број на грешки. Еве конечно можност да видиме нешто од крилна позиција. Не се осмели да влезе Петрески. Не ја пресече сега топката Божиновска, иако ќе беше тоа добра ситуација. Еве нова одбрана за Захариевска. Трета за неа. Брзи, кратки комбинации на место, меѓутоа безопасно. Речи си да не се поместува одбраната на Кичевскиот тим, меѓутоа казната овој пат од Ѓоргиевска, за тоа што беше толку пасивна, 6-0 и двете екипи за сега практикуваат одбрана. Со на моменти излегувања како ова што е некој полуфластер од страна на Гоцевска врз Костадиновска. Костадиновска бега од изолацијата, возможува ситуација за Крстевска, меѓутоа се извинувам за Анастасија Петрески на крилната позиција, меѓутоа прекината играта навреме од судиите. Стаматовска ја задржа Стојменовска. Нови 9 метри. Беше тоа за малку загубена топка и загубена ситуација, меѓутоа Костадиновска некако ја протна топката, додаде до Крстевска, ова се избори за пенал. Први 7 метри над преварот, токму асистентот Костадиновска. И еве го вториот гол на Костадиновска, прв од пенал за ново 6-то изедначување 6-6. Ако ништо друго, барем следиме неизвестно финале на недобрите ракометни екипи од основните училишта секако во женска конкуренција во Македонија. Меѓутоа, би требало малку повеќе да се пофалат со своите квалитети, отколку со техничките грешки во нападот. Несомнено е дека знаат ракомет, затоа што сето она што го видовме досега изгледа ракометно, со тоа што велам нагласокот е на техничките грешки за сега. Пенал сега и на спротивната страна. Стаматовска на линијата, се извинувам, Стојменовска на линијата од 7 метри. И еве и за неа, трет гол, избива на врвот на листата на стрелци на овој надпревар
и го носи својот тим во веќе четврто водство 7-6. Ниту еднаш предност изразена во повеќе од еден поводок за некој од тимовите не видовме. Сега ова беше Божиновска со промашување за изедначување. А еве токму таква ситуација за предност од 2 погодока ќе има Делчево. Меѓутоа по тајмаутот кој што го побара токму тренерот на основното училиште Ванчо Прке од Делчево, Гоце Стоиловски, им честита на своите избранички за прикажаното досега, меѓутоа несомнено ќе има совети за помалку да се греши. Мислам дека не толку за нападот им зборува колку за одбраната, а секако повисоко ниво на игра бара и неговиот колега на спортивната страна Горан Карафиловски од основното училиште Владимир Полеџиновски од Кичево, затоа што и тој секако е незадоволен од прикажаното досега. Можеше да биде овако ништо друго поефикасен надпревар. Во самиот финиш сме на првото полувреме, а 7-6 води Ванчо Прке. Многу грешки видовме и тоа му кумуваше на ваквиот исход кој што е актуелен за сега. Што сега? А да, сепак при тајмаутот девојките од Кичево, некој од нив има истурено малку вода и ќе мора да се интервенира на теренот. Меѓутоа организаторите брзо го средија тоа. Продолжува акцијата на Ванчо Прке. Георгиевска, Стојменовска, одлично додавање, добро замислено беше ова, само што ја пресекува топката пред да дојде до Величковска Кичевките. Уште еднаш одлично странично движење додека оди нанапред од Белевска, меѓутоа се справи со неа. Овој пат Ѓоргиевска. Левиот и десниот бек со исти бројки во спротивните табори. Пресечена топка сега од крилото на Делчевки, фрла топка напред Захариевска, полу контра и Гоцевска го постигнува својот трет гол. За еве го првото водство изразено од 2 гола. 8-6 води Ванчо Прке. И сега тоа е знак за тајмаут кој што овој пат го бара Карафиловски. Мало опуштање, повеќе од досегашното кое што го имаше во Кичевскиот состав. И тоа придонесе за водството на Делчевки. Ништо страшно, само ќе се обиде да ја смири ситуацијата во својот тим Карафиловски во пресред на паузата. И тој мислам со совети пред се за одбраната, повеќе од колку за нападот. Меѓутоа ќе мора да ги разбуди токму своите офанзивни играчки кои што ќе треба да ги наместат нишанските справи, не се истакнаа досега, а токму тие ќе треба да ја донесат победата, затоа што бескорисно ќе биде доколку се одработи во одбраната, а не се тоа валоризира потоа во нападот. Излегува сега да брка Гоцевска и со тоа ги попречува сите бекови, а не само оној за кој што е фиксно задолжена, за Костадиновска.
Бара пошироко да се постават неговите ракометарки Карафиловски, а има простор за тоа. Греши сега Стаматовска, овозможува нова контра или сепак нема да брзаат девојките од Делчево, затоа што има време за напад и за зголемување, да се замени на +3 пред одморот. Ѓоргиевска, задржана од Костадиновска, ќе треба да побрзаат ако сакаат да заменат со тоа водство од +3 на полувреме. И еве Гоцевска по сите оние силни промашувања конечно и стигна до 4 дури погодока на овој надпревар. 9-6 во моментов. Ги менува сега своите бекови. Карафиловски оди на десно, Костадиновска, Белеска на лево. За малку ќе ја загубеше сега топката Тодоровска од Гоцевска, меѓутоа како и да е, истече времето, дали не беа свесни дека им преостанува уште многу малку ракометарките од Кичево, ќе биде само ова удар пред да се замене на одморот од 9 метри. И добро што заврши во блокот оваа топка, не во лицето на некоја од девојките. Ретко се постигнува гол од ваква позиција и тоа е тоа. 9-6 води Основното училиште Ванчо Прке од Делчево. Со 3 гола предност ќе го организира и првиот напад тимот од Делчево, да видиме дали ќе успее да се одлепи. Не изгледаше така целиот тек на надпреварот, не најавуваше вакво нешто, меѓутоа некако незабележливо од никаде им се прикрадува и побегнаа девојките од Делчево на своите противнички од Кичево. Се крена сега Ѓоргиевска, меѓутоа не шутираше. Нема храброст, главно препушта на Гоцевска и на Стојменовска да ги упатуваат шутевите. Еве сега, како да не слушна, и таа се охрабри, меѓутоа само за втората одбрана на Стојановска. Брзо загубена топка, прокоцкана шанса за девојките од Кичево, дали ќе им се реваншираат и делчевките? Не. Ѓоргиевска упорна сега, Стаматовска ја задржа да не погоди. Се обиде Величковска досетливо да ги фати на спиење противничките. Останува во напад составот од Делчево, затоа што одбраната на Стојановска, веќе трета, заврши во аут. Сега одлична пречка, меѓутоа ни до одбиената топка не успеа да стигнат во одбраната Кичевки. Најбудна Стојменовска зголемува на 10-6 плюс 4, ова веќе е голема предност каков е надпреварот. За Стојменовска ова е 5-ти гол. Одлично движење уште еднаш, меѓутоа нема полза од него, од ова одлична индивидуална акција и потек, повеќе би рекол, на Белевска, затоа што сета слава ја собира Захариевска со незината четврта одбрана. Одлична, токму во моментите кога е непотребно, може би дури сега на почетокот на второто полувреме се обидуваат да го скршат противникот, отпорот на противникот. Девојките од Делчево сега се жали на повреда во пределот на лицето и Гоцевска се држи за устата. Мислам дека ќе има замена во оваа ситуација. Дали подготвил нешто тренерот Стојменовски? Да. Со број 20 Михајловска ќе ја замени Гоцевска. Таа влегува веднаш на втор пикер. Ѓоргиевска. Али ова тайм-аут? Да. Мислам дека го побара, да, токму така го побара тренерот на Основното училиште Ванчо Прке од Делчево. Пред се за да и се укаже потребната помош на Марија Гоцевска, која што досега постигна 3 погодока. Мислам да дека на устата има повреда Гоцевска во оваа ситуација.
а со совети кон својот тесен бек Белевска, тренерот Карафиловски, затоа што има право, не е проблем, поминувањето на одбраната се испречува во последните мигови голманката Захариевска, бара шутевите да одат повисоко, а не ниско, затоа што тука е непробојна. Се враќа во игра, значи се е во ред со Марија Гоцевска. Одлично е тоа и за надпреварот. А секако највеќе и за младата Марија Гоцевска, токму таа сега шутира и како да сака да каже дека нема никакви последици од оваа повреда врз неа. 11-6 максимални плюс 5 за сега, до сега во мечот за екипата на Ванчо Прке од Делчево, а Гоцевска го постигнува четвртиот погодок. И го решаваат ли уште сега овој надпревар девојките од Делчево, затоа што како да се заангажираа малку повеќе и во одбраната. Беше ова обид на Костадиновска, меѓутоа блокирана. Стаматовска и Костадиновска повторно комбинираат, ќе загубеше за малку топката Стаматовска. Крстевска прима, да видиме ќе шутира ли, не. Дури 3 противнички ракометарки веднаш на неа откако ќе ја прими топката, меѓутоа далеку беше од 6 метри за да биде опасна. И Тодоровска беше безопасна во овој обид, а форсира Захариевска брза контра и пресилно е тоа додавање, заврши топката во аут. Костадиновска ја префрла Стаматовска. Белевска сега оди на десно. Стаматовска. Тодоровска. Повторно Стаматовска. Лошо и ги прифаќаат топките при овие додавања, изфрлени далеку напред. Ова дури можеме да ја го припишеме како уште една пета одбрана на Захариевска, која што почнува полуконтрата или контра, која што пак ја финишира Стојменовска. 12-6, двојно повеќе погодоци. Сега во овој момент имаат ракометарките од Делчево. За Стојменовска 6 гол. И еве по подолго време можност за да реализираат сушност и прв гол во второто полувреме. Заглавија некако на овие 6 гола. Немаше среќа, имаше топката сега на раце Захариевска, меѓутоа гол, второт пенал, трет вкупно за Костадиновска, за конечно да интервенираат и тие на семафорот. 12-7 и ова е голема негатива, минус 5. Гоцевска на мускули ја извади некако оваа топка, сама се избори за ситуацијата, измисли погодок, повторно оди на плюс 6 Делчевскиот тим. 13-7 во моментов резултатот, а Гоцевска го запиша петиот погодок до своето име. Белевска ја пронаоѓа Крстевска, ова задржана од Величковска, цврста игра во одбраната, одлични напади. Се му оди сега одрека на тимот од Делчево, како да ги пререков сега. Одлично се движеше Стаматовска, 1-1, остана со Ѓоргиевска и погодува. 13-8. Втор само погодок за Стаматовска, иако е еден од најактивните поединци во составот од Кичево. Само 2 гол. Ѓоргиевска, одлична комбинација беше тоа на Делчевскиот тим, меѓутоа и уште поубава одбрана, трета на Стојановска. Полуконтра организираат Кичевки, задржана Белевска од страна на Гоцевска. Спречува брза реализација. Уште една одбрана, овој пат Тодоровска шутираше, спушта ролетна Бојана Захариевска. Само 2 погодока во последните па повеќе од 10 минути. Секако, вклучувајќи го тука и првото полувреме. Гоцевска комбинира со Величковска. Величковска запрена.
Костадиновска беше тоа пред неа. Стојменовска. Дали закачи сега во аголот оваа топка, како и да е, нема гол, останува 13-8. Брзаат сега, за разлика од првото полувреме. Ракометарките од Кичево. Разбирливо. Преостанува некаде уште четвртина од мечот, а имаат 5 гола негатива во однос на Делчевскиот тим. Костадиновска. Задржана од Георгиевска. Шутираше над голот. Се избори сега за ситуација да и овозможи Белевска и овозможи ваква ситуација на Петрески. Анастасија Петрески го постигнува првиот гол и намалува на 13-9. Ке мора брзо да погодуваат и да играат цврсто во одбраната доколку сакаат да се вратат резултатски во надпреварот девојките од Кичево. Затоа што, како што тргнало, нема да можат да се пофалат со титулата шампион. Времето бргу тече за нив. Има сега среќа, да видиме дали ќе бидат и храбри, затоа што токму таа среќата ги следи храбрите. Белевска, ова ќе бидат 7 метри, да. Токму рецептот кој што им го препорачав, сега го користат. Бргу создаваат гол ситуации. Овој пат една таква не искористи Крстевска, меѓутоа се избори барем за пенал. Белевска на линијата 7 метри. Но не совладлива е Бојана Захариевска. Клучна одбрана можеби и сега до одбиената топка Бргу, Анастасија Петревски. Сепак има гол. 13-10. Најмалува составот од Кичево на само 3 негатива. Дали сега притисокот ќе ги допре малку и девојките од Делчево. За Петревски ова е втор погодок, втори во серија. Одлично и овој пат погоди, мал агол имаше на располагање, меѓутоа најде простор и ја се овлада одлично расположената за сега Бојана Захариевска, која што има дури 7 одбрани. А еве ги на -3 сега ќе мора да бидат сигурни во нападите ракометарките од Делчево, доколку сакат она кое што го градеа да им се исплати. Не изгледа така за сега. Губат уште една топка, брза полуконтра организираат ракометарките од Кичево и задржана е Тодоровска во оваа ситуација од страна на Ивана Гоцевска. Стаматовска ке влегува. Пуштеа судиите да видат дали ќе има погодок или не. Ќе оди на влез Белевска сега. Чиста ситуација, повторно 1-1. Очи во очи со Бојана Захариевски и одново како победник излегува голманката на Делчевскиот тим. Веќе 8 одбрана за неа. Ова се моментите, ова се всушност потезите кои што го откажуваат противникот. А уште ако сега примат гол девојките од Кичево, ќе биде тоа нешто со кое што многу тешко ќе се справат во продолжение. Наместо да се на -2. Еве ги токму така сега на -4. 14-10 со вториот погодок на Величковска. И сега уште повеќе ќе треба да брзаат девојките од Кичево, а тогаш многу повеќе и се греши. Повторно Белевска и побегна насила на Ѓоргиевска. Бара нешто од судиите, меѓутоа се беше овде ракометарски одиграно, нема за што да се буни. Стаматовска, задржана од Стојменовска. Нови 9 метри. Се помалку и енергија во рацете и во нозете на девојките од Кичево. Уште една 1-1 ситуација и повторно овој пат директно во голманот шутира Крстевска, пикерот на Кичевскиот тим. Захариевска, 9 одбрани до сега. Браво, браво за одличната партија.
Гоцевска, пресечена сега туката, меѓутоа од втора стига до Величковска, трет гол за неа, втор во серија, 15-10 и мислам дека полека го решаваат прашањето на победникот ракометарките од Делчево. Не е голема толкова разлика колку што има малку време и играта на Кичевки не е на тоа ниво за да можат да ја стигнат. Белевска брза сега, меѓутоа фаулирана. Повторно Белевска ќе мора да се ослободува топката. Веднаш откако ќе ја прими. Тука е Ѓоргиевска до неа, овој пат во овој случај и Величковска. Нема место каде да се пробие, а токму неа ја форсираат сега со играчките, можеби и тренерот. Се обиде сега и Костадиновска и таа неуспешно. Се напад кој што им одговара на Делчевки. Непродуктивен, а долг, тече времето, се заморуваат противничките. Да видиме ќе имали контра сега Захариевска одбрани, овозможува ситуација, гол ситуација за Стојменовска, ова не пропушта, шести гол за неа, 6 голови предност за незиниот тим, 16-10 води Ванчо Прке од Делчево. Полека и можеме да го прогласуваме токму Делчевскиот тим за новиот шампион меѓу основните училишта во ракомет, секако во женска конкуренција. Го сваќа тоа веројатно и тренерот на Кичевскиот состав Горан Карафиловски, кој што сепак ќе го затвора овој надпревар со малку поодморени ракометарки кои што ќе можат да го намалат, ако ништо друго, резултатски овој пораз, кој што изгледа се понеизвесен. Диаметрално спротивно расположение во таборот на девојките во сина комбинација. Си честитаат веројатно уште сега и за титулата. Се што треба е да се доработи она кое што го градеа досега. Одлично второ полувреме пред себе, рекол за Делчевскиот тим, затоа што не се истакнаа ни двете екипи во првиот дел. Меѓутоа во продолжението токму составот од Делчево беше некако порасположен. Стаматовска, одлично лажно движење, меѓутоа за џабе сите мајстории кои што ги прават кога тука на голот пред себе ја наоѓаат одлично расположената Бојана Захариевска, 10-та одбрана за неа. Немаат за сега решение за неа, вистинска енигма Бојана Захариевска. Задржана сега Величковска во на противничката половина, меѓутоа Гоцевска најде место. Марија Гоцевска за 17-10, максимални плюс 7 со незиниот седми поводок, токму таа како да ја направила разликата, а не е тоа така, затоа што одлична со 6 погодока и Анастасија Стојменовска, да не ги заборавиме и 10 интервенции на Бојана Захариевска на голот, одлична меѓу стативите, блеска овој ден и токму овие три девојки се најзаслужните за се понеизвестната титула на Ванчо Прке од Делчево. Намалува сега Белевска на 17-11 со само вториот гол за неа. Според тоа колку се изнамачи, колку играше, што правеше на овој надпревар, човек би рекол дека е многу поефикасна, меѓутоа тоа е тоа, статистиката е немилосредна. Само 2 гола за сега, беше ова сега промашување, иако личеше на гол, заврши топката блиску до десната статива. Стаматовска, дали ова техничка грешка, не сепак, ќе остане во напад. Владимир Полежиновски. Кој знае по кој пат видено лажно движење во лево, па обид да избега надесно. Белевска никако да
има позитивен епилог за неа, а полуконтра организира и реализира составот од Делчево. Уште еднаш екзекутор Марија Гоцевска, повторно максимални плюс 7, 18-11, 8 гол за Марија Гоцевска. Браво, ова ќе излезе дури висока, резултатски изразена победа. Стаматовска сега се погрижи да не изгледа тоа баш така, намалува на 18-12 со својот трет гол. Како и да е, и овие плюс 6 се високи. Голема предност за тимот од Делчево и ќе биде тоа уште една заслужена победа. Продолжува да решета Марија Гоцевска, браво за неа, секоја чест. 19-12 е моментниот резултат. Удобно им е сега на плюс 7, не сакаат да се одвојат и играат гол за гол. А продолжуваат со непрецизните додавања и главно со индивидуалните акции. Ракометарките од Кичево, дури и кога е фаулирана противничката, не дозволува Захариевска лесни погодоци. Се испружи уште еднаш одбрана, меѓутоа тоа ќе биде пенал. Четврти за составот од Кичево, а трет за Костадиновска. Реализира, еден не реализираше Белевска. Токму и тука некаде како да ја пресече играта на својот тим. За Костадиновска ова е четвртиот гол, третот пенал. Само првиот беше од игра. Бргуни сега неискористен напад има ракометарките од Делчево. И се префрла повторно играта пред одбраната на Ванчо Прке. Да, ова ќе биде лошо водење. Се лути сега Белевска, меѓутоа сама на себе може најмногу да биде лута. Не брзаат девојките од Делчево, а тоа го прави нивниот тренер за смирување на страстите и на играта воопшто. На 12-19 во корист на Ванчо Прке. Гоце Стилковски бара тајмаут. Мирен е сега и Карафиловски, неговиот ривал, затоа што загубена е оваа битка. Потребно е само да се намали предноста која што има ривалот. Се не треба да бидат незадоволни девојките од Кичево. Надежите несомнено им биле големи со максималниот ефект додека да стигнат во финалето, иако за волја на вистината и во групниот сегмент имаат загубено токму од денешниот ривал. Така што може би затоа се и малку разочарани, затоа што имале обид за реванш, можност за реванш. Се извинувам, меѓутоа обидот е неуспешен. А со тоа пак што ќе го забележи вториот триумф во меѓусебните дуели на овој турнир, покажува тимот од Делчево дека сосема заслужено ќе се закити со титулата. Сега малку и погруб фаул и тоа ќе биде второ исклучување на мечот. Минута одмор за пикерот на домашните. Се извинувам, на Кичевки Крстевска. И можност од пенал линијата за Стојменовска. Лесен гол за неа. (20-13). Седми погодок за Стојменовска и се доближува на најефикасната во својот тим Марија Гоцевска, која што има 8. И повторно се актуелни оние највисоки на преорот плюс 7 предност за Ванчо Прке од Делчево. Може би ќе беше поинтересно да следевме неизвестна завршница, меѓутоа не го допуштија тоа. Ракометарките од Делчево ја завршија работата на време во првиот дел од второто полувреме. Сега само го затвораат овој надпревар во своја полза. А Стојменовска прави фаул врз Стаматовска, бранела од внатре од 6 метри и ќе биде тоа нови 7 метри за Костадиновска. Четврти пат ќе застане на оваа линија и исто толку и пати ефикасна.
4 гола од пенал линијата, 1 од игра, вкупно 5 за Наталија Костадиновска, намалува на 20-14. Не го искористија овој напад Делчевки, меѓутоа им се реваншираа веднаш за грешката противничките и го казнува тоа Стојменовска со својот 8 гол во последните моменти од надпреварот за 21-14, конечен резултат со својот 8 гол. И што да се каже друго, освен едно браво и честитки, сосема заслужена победа и титула за Основното училиште Ванчо Прке од Делчево. Секако го признава тоа и ќе им го честитаат и противничките, иако малку се разбира девојчиња се во прашање, па поемотивно ги доживуваат овие ситуации. Како и да е, честитки за нив за втората позиција, меѓутоа да заклучиме и да го прогласиме всушност шампионот меѓу основните училишта во ракомет во женска конкуренција. Тоа е Основното училиште Ванчо Прке од Делчево, кој што во финалето го совлада Основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево со 21-14. Браво и уште еднаш честитки за шампионките. Еве ги оние кои што со својот придонес ја овозможија оваа голема радост за училиштето од Делчево. Секако има што да се одбележи и од ефектот на кичевскиот тим. Значи, најефикасни кај победникот со по 8 погодоци Анастасија Стојменовска и Марија Гоцевска, 3 уште постигна Пикерот Величковска, 1 Ѓоргиевска. Немилосредна на голманската позиција беше Бојана Захариева со дури 14 интервенции, уште еднаш големо браво за неа. Од спротивната страна, најефикасни со број 7 Костадиновска постигна 5 погодоци, по 2 Анастасија Петрески и Емилија Белевска, а по 1 Тодоровска и Крстеска. Не се истакна многу, иако беше солидна на голманската позиција. Мартина Стојановска 6 интервенции, да не заборавиме и Симона Стаматовска има 3 погодоци. Во продолжение, еве ги првите импресии на директните учесници во големото финале, и тоа оние најповиканите. Разговараме со одлично расположената голманка на Делчевки Бојана Захариева, како и со нејзиниот тренер Гоце Стоилковски, додека впечатоците на кичевскиот состав ни ги пренесува десниот бек Емилија Белеска и стратегот на тимот Горан Карафиловски. Чест и задоволство да се представува нашето училиште на државно првенство. Оваа екипа што ја гледате може да кажеме дека е врвни спортисти сме, што речиси на секој поле, на секоја наша утакмица го покажуваме нашиот максимум и постигнуваме добри успеси. Финалето како го оценуваш, тешко ли беше? Финалето како финале исто така беше тешко, но оваа екипа ја игравме за пласман во нашата група и таму ја победивме со доста висок резултат, 19-15, а сега успеавме со уште повисок резултат да ја победиме и со тоа сме шампиони на ова државно првенство, со што гордо се враќаме во нашиот град и гордо го представуваме нашето училиште. Си поминали убаво на турнирот, воопшто со дружењето со другите трите дена? И нашите комуникации ќе продолжат со сите деца. Голема благодарност на сите домаќини кои не примија и пријатно ни угостија. Резултатот беше тесен. Исто така ние се сретавме со оваа екипа во второто коло кој игравме во разигрувањето, ки совладавме исто така со 19-14. Знаевме дека ова беше финале пред финалето, бидејќи во другата група имаше 3 екипи малку беа послаби, значи за нијанса беа послаби од нашата група. Се сретавме повторно. Колегата се знаеме ние од порано, ние сме двајцата тренери во ракометни екипи, се надпреваруваме во кадетска лига. Значи нијанси одлучуваа за победникот, малку нашата екипа играше поборбено, значи го посекуваше повеќе пехарот и златниот медал. Се надеваме дека овој тренд на нашето училиште ќе продолжи понатаму, бидејќи оваа година сме државни прваци и во футсал, исто така кој се одржа во битова, сега и во ракомет. Нашите деца упорно работеа, упорно се спремаа за овие два надпревари. Се надеваме дека и овој камп сега што ќе се организира, што го организира Федерацијата на училишен спорт и Агенцијата за млади спорт, ќе се родат и нови репрезентативци на Македонија. Нашата задача како наставници е да ги откриваме и да ги насочуваме нив. Па пред се беше задоволство да се представува нашето училиште на еден државен надпревар, како што е ова организација. Очекувавме прво место и дадовме се од себе, но ете, случи што се случи. Ривалите ги оценуваш, добро се представија? Да.
Добро. Кажи ни си поминали воопшто на турнирот овие 3 дена како Па да. Да, пред се имаше дружење, тоа е најбитно запознавање со други деца од други градови. Имаше нови познанства и така. Најпрво честитки за основното училиште Ванчо Прке од Делчево за своето прво место. Честитки до моите девојки, пресудно во финалето беше тоа што беа повеќе мотивирани и дисциплинирани во игра, по моје. И мислам дека вистински заслужено го освоија турнирот. Со мали недостатоци во играта кај нас очекувавме да би прво место, али оваа генерација веќе 3 години со ред учествува на државните надпревари. Почнавме од четврто, па трето, па второ, се надеваме до година дека и ние ќе бидеме први. Задоволен ли сте од ова второ место? Турнирот целосно како го оценувате квалитативно, имаше ли што да се види, има ли квалитет кај децата? Па да, во сите екипи отскокнуваат двете екипи кои што се најдоа во финале, покажа добар ракоме, добар квалитет. Жал ми е што во другите градови немаше, отскокнува само по еден-два играчи, по еден-две ракометарки. Мисля дека ќе има поголем квалитет на турнирот. Несреќа е што екипата од Стив Наумов од Основното училиште од Скопје се затекна во иста група, бевме Делчево, Кичево и Скопје, Стив Наумов. И може би ради тоа испадна, а по квалитет беа трети или втори и за прво може да се борат исто. Се надевам дека во иднина многу повеќе секој град ќе вложи во ракометот за да се има поголем квалитет. Како и досега, веднаш по надпреварот за титула, организаторите ги прогласија неуспешните, доделувајќи им ги заслужените трофи и признанија. Со невредниот во своите витрини ке може да се гордеат сите од Основното училиште Ванчо Прке од Делчево, новиот шампион во ракомет за основни училишта во женска конкуренција. Второ место, честитки за нив женскиот тим од Основното училиште Владимир Полежиновски од Кичево. Победниците во надпреварот за трето место исто така можат да се пофалат со титула и со признанија, честитки за Основното училиште Стив Наумов од Битола. Домакинот, освен со одлична организација, се истакна и по фер односот кон ривалите, заслужено признание. И секако, награда имаше и за најдобриот играч на турнирот, а тоа е десниот бек на делчевскиот состав Марија Гоцевска, 8 погодоци во финалето, одличен успех за неа. Пред да ве поздравиме, еве што за турнирот и воопшто за 3 дена дружење меѓу овие девојчиња имаше да каже одговорниот од општинската организација на училишни спортови од Штип, Горан Иванов. Посебно чест и задоволство беше Сојузот училишен спорт на град Штип да го организира државното првенство во ракомет. Организацијски, одлично помина, без никакви проблеми, се во најдобар ред и се добро беше. Според покажаниот квалитет можеме да бидеме задоволни, бидејќи стварно дечињата покажаа одреден квалитет што за едно високо ниво, што мислам дека представува едно квалитетно за понатамошното напреварување во клубовите. Вашата екипа освои четврто место, значи бевте и добри домакини од тој план. Да. Па треба да бидеме задоволни, бидејќи сепак победија најдобрите. Тоа би било тоа, почитувани гледачи, се надевам дека уживавте со нас и со представата на најдобрите женски ракометни екипи од македонските основни училишта. Малку по малку се изделуваат најквалитетните екипи во колективните спортови. Следниот викенд младите спортисти одмораат за да потоа повторно ви донесеме интересно надпреварување и возбудливи дуели, наред се повторно основците кои што во Тетово ќе го одлучуваат шампионот во фудбал. Нема сомнение дека ќе биде неизвестно и во битките на зелениот тревник, а дотогаш спортски поздрав и секоја добра.